утринска на Тилма во нашето студио ќе зборуваме за зелените идеи. Поточно ќе зборуваме за еден проект кој што го организира Сдруженијето Арно, кое развива и поддржува социјална иновација преку дизајнирање на нови опции и различни социјални иницијативи кои што ги развиваат активни независни граѓани кои действуваат заедно и придонесуваат кон развој на заедницата и позитивните општествени промени. Мала увертира или вовед за тоа што е всушност акцијата, односно работата на Сдружение Арно, а повеќе за зелените идеи, бидејќи е време за будење на, како велат они, креативната и бизнис енергијата, ќе најавиме нешто за кое што верувам многумина ќе бидат заинтересирани, за оние кои што се можеби половично информирани, за оние кои што веќе знаат веројатно и учествуваат, но ќе потсетиме на до кога и на кој начин всушност тоа ќе се случува. Но оваа тема во продолжение зборувам со Ирина Јаневска, која што е претседател на Сдруженијето Арно. Ирина, добро утро за вас и добро ни дојдовте во утринска на Тилма. Добро утро и благодарам на поканата. Имаме добар повод за гостување, иако голем број проекти и активности кои што ги имате се секогаш добри за споделување. Ние ќе зборуваме и ќе го дадеме и ќе го ставиме акцентот на нешто што предстои, а тоа се надпреварот и работилницата за зелени идеи, кои што всушност ќе се случува на 28 март од 14 до 17 часот во Europe House Скопје. Ова е настан за кој што подетално ќе ни кажете вие што точно ќе се случува, каква ќе биде организацијата на самата работилница, до кога е пријавување и така натака. Логистички информации. Да. Благодарам прво за поканата и за убавиот вовед, она што го најавивме како увертира е всушност мисијата на Арно. Да. Меѓутоа тоа е теоретскиот дел, практичниот дел како ние работиме е токму преку овие надпревари кои што веќе 9-та година поред го организираме. Надпреварот за зелени бизниси станува збор за национален надпревар кој што има поширока димензија, преминува во регионален, односно она што Арно го има како заложение низ минатите години е да го промовира надпреварот, еве заедно со медиумите да ги инспирира граѓаните да аплицираат на овој надпревар, да ги избере најдобрите 3 идеи, да ги подготви дополнително и на регионално ниво да се представиме со цел нели да освоиме и таму награда. Она што е важно да се знае дека надпреварот е транспарентен, токму и поради таа регионална димензија, затоа што сакаме секако најдобрите идеи да ги избереме, за да ја продолжиме онаа традиција која што вели дека од кога Арно го организира надпреварот, ние секоја година имаме регионални победнички идеи, значи македонските идеи се навистина препознаени како квалитетни со голем потенцијал и освојуваат награди. Сега, за да не го теоретизираме многу и тој концепт, и тој надпревар, ние се одлучивме низ годините, и тоа беше една од лекциите кои што ги научивме, да организираме вакви работилници, со цел да им го доближиме повеќе на сите кои што се заинтересирани концептот на зелена економија. Што е тоа што е дозволено, што е тоа што не е дозволено во надпреварот. Ние низ годините видовме дека навистина има потреба не само за мотивирање на граѓаните да учествуваат, туку и за креање на свесност, за вистинско знаење. Во 2015 кога почнавме да го администрираме, видовме дека има многу убави идеи во наративниот дел раскажани, меѓутоа во буџетот потфрлаат затоа што нема зелено буџетирање. Некој буџетирал пластика за еднократна употреба. Или, например, сокчиња кои што се добиени од тој пазар кој што завршува, кој што од овош и зеленчук кој што не е искористено, меѓутоа се продаваат во на пластична амбалажа, што секако не е подобна барем за нашиот надпревар. Така да работилницата што ја правиме, ја организираме со цел да им го доближиме надпреварот подобро на луѓето, да ги мотивираме, уште еднаш ќе кажам, затоа што многу кај нас го имаме оној менталитет дека нема да успее, дека немаме пазар. Токму сакаме преку примери кои што еве ги носам дел од нив со нас, да им кажеме дека и во Македонија има навистина бизниси кои што имаат потенцијал за излез на пазарот. Еве сега и со новите програми, оваа програма на Отворен Балкан ќе го шири пазарот, така да не треба да бидеме песимисти кога се во прашање бизнисите. Да, ќе ги замолам колегите во студиото, нашите камермани, да ги забележат овие производи кои што ни ги донесе ти, за да може да имаме една појасна слика за тоа кое што го зборуваме, бидејќи главната цел на овој настан е и како што споменавте да се подигне свеста за важноста на зелената и социјалната економија и да се поттикнат граѓаните, организациите и малите и средни претпријатија да генерираат бизнис идеи кои што имаат и позитивно влијание и општествено и економско позитивно влијание. Што се однесува до самите примери
примери или вашата секојдневна работа како преку пракса, бидејќи добро е се објаснато теоретски на вашата страна како Здружение Арно со слоганот правиме добро преку 4 столбови кои што подоцна ќе ги објасниме, но во пракса очигледно е дека и тоа се покажува на дело, ако како велите демотивирачки делуваат на многумина она кое што се случува или да речеме по неколку обиди неуспесите со кои што се соочувале, сепак имаме и позитивни примери кои што може апсолутно мотивирачки да делуваат и тоа е за поздрав. Така, имаме примери каде што апликанти учествуваат по неколку години на надпреварот, не се откажуваат и на крај се пласираат и на регионално ниво. Имаме примери од други програми на Арно, каде што се развиваат со менторска подршка, зелени социјални бизниси. Можеби во тие формати не победуваат, станува збор тука за младите, меѓутоа еве имаме пример на Марија Бургиева, која беше учесничка во еден наш проект РАЙС, регионален инкубатор за социјални предприемачи. Арно е инкубатор на македонско ниво. Таа таму во тој проект ја разви својата идеја, ќе ја покажеме, која што се базира на принципот на циркуларност. Ивана, јас сме иста генерација, се сеќаваме на времето кога нашите баби ставаа портокал на шпорет или на парно и мирисаше многу убаво. Понатаму се сменија трендовите, многу често ќе забележиме во маркетите производи што се вклучуваат во штекер, кои што имаат нели хемиски елементи и моменти кои што го симулираат тој мирис, меѓутоа еве Марија, благодарение на таа нејзина инспирација од детството и благодарение на тоа што сака да реши еден проблем од органскиот отпад, дојде до ваков продукт. Станува збор за ароматизер кој што се добива со кори од портокал. Тие со точаци, со велосипеди собираат лушпи од портокал од неколку скопски кафулиња. Благодарение на победата на регионалниот надпревар на зелени идеи добија финансиска поддршка, го купија тој казан каде што се дестилира производот и еве наскоро хотели, ресторани во домашни употреби ќе можеме да користиме еден производ кој што е добиен од отпад, а навистина има втор живот и има свој нели подобности и убави својства. Да, нешто што е потикнато од минатото и е произведено или сме го правеле нашите предци, да кажеме на некој едноставен или по примитивен начин, еве сега да се создаде една креативна идеја која што ќе придонесе за тоа како би се чувствувале пријатно во некаков амбиент, а сепак тоа да не биде придружено со хемикалии како што зборувавме. Да го зачуваме она што е органско, што е наше, токму и тоа е еден од критериумите на надпреварот, продуктот или услугата да се вкоренети во заедницата. Значи да има локална димензија, да ги користи вештините на луѓето од локалната заедница, локални ресурси. Ете, контра на ова што го зборувам, на таа работилница тоа и ќе го кажуваме во детали е дека во буџетот не треба да се буџетираат средства кои што доаѓаат односно материјал кој што доаѓа од далеку. Не само поради еколошкиот отисок на транспортот, туку поради тоа што баш сакаме локалното да се употребува. Одлично. Ќе потсетиме на самиот датум, односно рокот за пријавување. Тоа ми се чини дека беше најдоцна до 26 март да се пополни формулар кој што постои на вашата страна, да ќе си го видат сите заинтересирани и избраните учесници ќе добијат потврда на имејл најдоцна до следниот ден. Што се однесува до самиот ден или на денот на настанот кога ќе биде и работилницата, ќе имате поделен вие на два дела, така? Прв дел за објаснување и нели малку воведување во тоа што значи зелени идеи, а потоа имате и втор дел дизајнирање, значи работиме еден вовед во дизајнерско размислување и тоа е на некој начин за сите оние кои што можеби и прв пат се соочуваат со сето тоа, знаат дека сакаат, имаат желба, а можеби им е потребна дополнителна едукација, одлична можност да се доедуцираат, а понатаму и да се зголеми нивниот обем на креативност во таа насока. Така, но убаво го донесе моментот пред публиката, навистина е дека имаме намера, освен да ги носиме примерите, да раскажуваме што е зелена економија и како функционира надпреварот, вториот дел од работилницата се однесува на design thinking или дизајнерско размислување. Тоа е еден нов пристап кога се генерира било каква бизнис идеја, треба да се размисли од аспект на корисникот. Ние многу често имаме
дебати и дискусии со нашите апликанти, дури победниците, за она кој ќе го користи, кој е пазарот, дали пред воопшто да размислат идејата, се прашале дали навистина треба ова на пазарот, што е тоа што овој корисник би сакал да го види, кои потреби негови ќе ги задоволи. Ние преку други програми имавме шанса да се обучиме на оваа тема и се уште се обучуваме. Многу е интересно како во пракса тоа функционира. Јас скоро се вратив од Виена, каде што на самиот универзитет по економија ја правевме оваа работилница. Бевме поделени во парови, требаше преку серија на прашања да истражиме како на нашиот партнер би му издизајнирале новчаник, односно паричник кој што би му одговарал. Јас имав партнерка која што требаше да го погледнеме нивниот паричник, да видиме што се има, дали е полн, дали има место за картички, слики од фамилијата, дали може би... Што практикуваат да стават нели во паричникот? Преку едно наблюдување да видиме каков продукт е во моментот користат, кој е нивниот проблем, да прашаме како би изгледал нивниот идеален паричник, па да видиме дали преку серија на прашања, дали тоа што го кажуваат навистина кореспондира и на крајот преку обично прототипирање со ножички, со се што имавме од материјали да издизајнираме. Многу интересно излеза, јас ева со мојата партнерка кога работев, таа имаше многу ситни парички, многу сметки, затоа што собира и ги скенира. И интересно беше што видов дека не е проблем паричникот, дека јас кога би продала на неа паричник, не би го купила затоа што не е проблем паричникот, туку е проблем навиката кога ќе дојде дома, таа веднаш да ги извади сите сметки, да ги извади сите ситни парички, за да може да го користи подобро. И осмисливме ние како во нејзиниот дом, кога ќе влеза, ќе има дел каде што ќе ги става сметките, како со детенцето преку една геймификација, заедно ќе ги бројат паричките и така таа нема да има потреба од новчаник, туку од еден сет, можеби една мотивирачка порака во ходника и што ќе го остави паричникот, ќе продадам еден сет кој што навистина ќе реши одреден проблем од нејзиното секојдневие, да не е тежи паричникот и да е поуредна во сметките. Значи размислување од повеќе агли или од повеќе аспекти, не само од еден како би го одбрале својот паричник, со оглед на тоа знаеме што се може да се најде во него, значи малку подалеку размислување од тоа како на некој начин да го организираме сето тоа првенствено и во нашиот ум да направиме на организација што и каде ние бидејќи тоа е веројатно навика на многумина. Навика на многумина, меѓутоа она што ние треба да се одучиме или да видиме како може да научиме да размислуваме не класично, значи линеарно, туку ева да му пристапиме на проблемот од многу аспекти, односно кога користиме вакво дизајнерско размислување да видиме што е тоа кога зборуваме за зелените бизниси, што му треба реално на македонскиот пазар и му треба реално на македонскиот корисник. Може би да прошетаме, да ги видиме по лиците, што е тоа што фали, еве следува готвење. Јас ги охрабрувам многу наши сограѓани да размислуваат за сувенири од храна. Ние кога патуваме, треба големи формати да носиме, немаме малечки джемчиња, еве како што носиме овде од Екофарма Беровко, исто наша победничка идеја. Нема мали формати на храна, немаме македонско песто, иако имаме многу босилок. Тоа е увозно, значи ета како може повторно преку тоа латерално размислување да се види што има на пазарот, што недостасува и да се конципира една идеја која што не е само од љубов за тоа што јас тоа го сакам и го можам, туку и навистина има економска логика. Така, да се отворат или да се прошират видиците, бидејќи очигледно е дека ние имаме навистина потенцијал, особено кај младите личности пред кои што е еднината и кои на тој начин ни се развиваат и се едуцираат за тоа што би можеле да направат за подобро општество или општествено добро за себе и за другите околу нас, а од друга страна Арно како здружение, како поттикнувач на сето тоа и некој кој што ги создава овие настани, ги реализира, а при тоа и едуцира и јас верувам несомнено дека ќе имате одличен успех како и досега, така и на надпреварот и работилницата која што предстои. Меѓу другото, кон крајот или кон закружување на овој разговор би споменале и она што друго работите или што е доменот на вашата работа како здружение, правите добро во однос на 4 полења или столбови кои ги имате добро објаснето, ние само накратко чисто за заокружување на овој разговор, а се разбира следни поводи за гостување во утринската ќе бидат и тие. Фала Ивана, навистина е, тоа е слоганот на Арно, ние сме Арно и правиме добро, затоа и се викаме Арно.
Тие 4 области кои што се видливи на нашата веб страна, наскоро ќе ги ревидираме затоа што направивме нов стратешки план. Организацијата оваа година слави 10 години постоење. Секако тоа ќе биде, значи, така да, ќе ве поканиме дополнително, сакаме да го прославиме во еден формат кој што ќе слави не само наши успеси, туку успеси на сите оние луѓе кои што излегле од нашите програми или сме ги поддржале или не инспирирале за нешто дополнително. Тие 4 области во кои што делуваме се повторно насочени кон правење на добро. Најконкретниот дел е преку социјална економија. Во Македонија ќе се носи закон за социјално претприемништво. Ние навистина сакаме да видиме се повеќе вакви примери на социјални претпријатија да обстојуваат и да се препознаени не само од нашиот сектор, не само од медиумите, туку и од приватниот сектор и од државниот сектор, да користиме што е можно повеќе вакви услуги на социјалните претпријатија. И во областа на зелената економија, секако тука се нашите начела за вклучување на се можно повеќе чинители, значи сакаме да соработуваме и со општините, и со други колеги, и со образовните институции, она што го работиме, вакви примери на бизниси сакаме да ги донесеме во училниците. Значи имаме соработка со Средното училиште Корчаген, таму во областа во рамки на предметот претприемништво, носиме примери на зелени социјални претпријатија на младите и нели го промовираме она дека ако веќе одлучуваат да стануваат претприемачи, треба да се претприемачи кои што не генерираат само профит за себе, туку и прават добро и за заедницата и за нели екологијата или животната средина. Она што го работи исто Арно е поддршка на младите во нивно активирање во други програми кои што се спроведуваат во областа на филантропијата, правењето добро, исто така работиме и со професорите. Тоа се тие 4 области кои што не водат и кои што во иднина исто ќе бидат наш патоказ. Ирина, благодарам за гостувањето и за вашето време и нели доближувањето до она за кое што го правите и кое што е ваша цел и визија во Сдруженијето Арно. Ќе ги поканиме уште еднаш оние кои што се заинтересирани да учествуваат на надпреварот и работилницата за зелени идеи, да правиме сите добро, за да се чувствуваме добро, бидејќи тоа е за наше заедничко добро. Се гледаме во следна прилика со нови теми и се разбира подетално објаснување на сето тоа кое што представува ваша активност и проекти. Се гледаме наскоро.